се приклучувам на мислењата на моите соговорници дека се работи за историски момент за Македонија со стекнувањето на независноста, бидејќи на 8 септември Македонија се стекна со независност на еден дел од својата територија и за еден дел од македонскиот народ. И сега, после тој момент, Македонија беше исправена пред големи предизвици, бидејќи со самото референдум беше на 8 септември, тоа веќе можеше да се наследи 4 дена претходно. Тогашниот грчки министер Самарас кажа дека Македонија со референдумот не се изјаснува за независност, него се изјаснува за нејзината позиција во рамките на Југословенската федерација. И веќе може да се навести дека Македонија ќе биде проблематичен нејзиниот од кон меѓународното признавање, или можеби Самарас имал основа да верува во тоа, бидејќи имаше едно двосмислено референдумско прашање, кое што како да кажуваше, како да подсвесно да прашувавме дали може во Југославија. Сега господинот Наумов го спомна првиот дел, ами имаше и втор дел од тоа прашање. Понатаму веќе тој предизвик пред кој беше соочена земјата, видовме, Македонија не го доби во прв момент меѓународното признавање. Сега вие зборувате за странски центри, јас не сум поборник за се да ги обвинувам странците и тука ќе кажам дека вината е во нас, македонците можеби повеќе. Во овие години, во системот во кој што живеевме во овие 25 години, во партиите што ги поддржувавме, во принципите што ги прифативме на нашето живење, и во тој 25 годишен од јас многу гледам повеќе грешки на домашен терен од домашната политика, бидејќи на тој пат кон меѓународното признавање на Македонија неспорно дека имаше пречки од меѓународен карактер, но повеќе јас пречки се гледам на домашен терен, бидејќи во тоа време се направени крупни грешки во македонската политика. Можеби причината за тоа е што тогашниот председател Глигоров парламентарниот систем кој што беше воспоставен со уставот де факто го претвори во председателски систем. Беше преграбена целата власт кај председателот и тука можеби сега вина носат и сите пратеници од првиот пратенички состав и тогашната влада што можеби му ја дозволи таа позиција, бидејќи надворешната политика ја водеше еден човек или поточно 1,5 човек, Киро Глигоров и Денко Малевски. Во тоа време дури се одеше со тие баналности, се кажуваше дека владата е експертска и не треба да носи политички ставови. Во тоа време се одеше до едни такви баналности и како резултат што не беше направен така еден поширок тим кој што ќе работи на проблематиката на името од историчари, познавачи на меѓународното право, лингвисти, дури и психолози, бидејќи прашањето за името е прашање од највисок интерес за Македонија и македонците. И на тој пат се направи тие грешки, сега тука ве телеграфски да набрам неколку, а во емисијата може ќе се навратиме. Значи референдумското прашање не се свати таа меѓународно призната тактика на блефирање што ја правеше Југословенската народна армија, бидејќи во тоа време ја немаше нити капацитет, нити можности да отвара трет фронт во Македонија, него така умишлено блефираше. Се сеќавате на тие изјави, ќе го бомбардираме Скопје, ќе го срамниме со земја. Така тие тактики на блефирање и користеше и брзопотезно се промени уставот. Например, само после 2 месеци од создавање на македонскиот устав, во јануари месец 1992 година, брзопотезно се промени уставот и нашите политичари пред Киро Глигоров мислеа дека ќе импресионираат европската јавност во Брисел и ќе го промениме уставот и ќе не признаат без претходно да бараат гаранции. Што значи ако ние го промениме уставот? Вие спомнавте тој грчкиот член, да кажеме ние Македонија промени член во уставот кој што се содржи во грчкиот устав. Арно Киро Глигоров после 2 години од тоа излезе и каже па мене вика никој не ме предупреди. Тоа што ние го менуваме во македонскиот устав, го имало во грчкиот устав. Ама како ќе го предупреди некој кога не собра за откажување на македонците? Па тоа денеска така се толкува. Таа промена на тие 2 члена во уставот се толкува како Македонија да се откаже од припадниците на македонскиот народ во соседните земји и како да го предупредат Киро Глигоров кога не собра од себе не направи еден стручен тим кој што ќе работи деноноќно на таа проблематика. Понатаму тој несреќен прием во Македонија следеше со предвремената референца и со тука сметам дека е направена грешка, па промена на името, на знамето, така да фактички се истрошија сите адути. Без да се направи една конкретна анализа што значи ако ние ги прифатиме сите тие отстапувања, условувања што ни беа давани од во тоа време Европската заедница и како видов на крајот пак изостана тоа меѓународно признавање. Значи на тој пат на тоа меѓународно признавање на Македонија, значи вина лежи и во домашната политика. И сега така еден збор на кажа да се каже дека како придобивка можеме ли да дадеме за на почеток да речеме придобивка станавме независна држава, станавме членка на Обединетите нации, ама асално не се израдувавме на таа независност. Еве гледате, беше 8 април. Кој го слави веќе 8 април во Македонија? Улиците на Скопје се пусти. Дури начинот на приемот на 8 април 1993 година, а историските моменти се резултат на некои народни веселби, манифестации. Така да сега беа правени тие, така да кажам, дали тоа е резултат на неискуство, на непознавање, дали имало и намера, тоа останало сега пред се науката од една 25 годишна дистанца да направи една анализа.